DJ Станав DJ Станав DJ ради манекенки Сите други женски се кретенки Елегантно, субтилно дотерана Сладко, сладко, сладко намирисана Креативна, паметна е она А јас сум DJ од 500 милиона Станав DJ ради манекенки Сите други женски се кретенки Чита книги 3-4 тома Пере пегло за чистува по дома Манекенка мириса на бебе Секој сељак сака да ја ебе Станав DJ ради манекенки Се наоѓам овде во ресторан Космополит и заедно со мене Лила Филиповска, која што е овде во Звездиниот град во Струмица, дојдена со причина. Која е причината зашто е Лила денеска во Струмица? Па тука сум на покана на сопственикот, нели, на овој прекрасен објект. Слави неговата екипа. Ќе го поздравам тука и Предраг секако, тие се така еден интересен тандем кој што работат на разубавување на ноќниот живот во Струмица. И јас сум ето таа причина тука, односно оваа вечер почнуваме со еден интересен проект, се надеваме дека тоа можеби ќе биде и традиција, односно една вечер на модата, вечер на убави девојки, на убави жени, на убава музика заедно со бани, што значи една убава неделна забавна вечер. Кога сме кај убавите жени, кои се поубави? Струмичанките, бетолчанките, скопјанките, кои се неубави според тебе? Сите македонки се многу убави жени. Не сакам да двојам никого, затоа што буквално во секој град, во секое село од нашата ни убава мила Македонија се наоѓаат убавите жени, а при тоа пак ќе кажам дека убавината на жените не е само во нивниот физички изглед, туку би било многу убаво да се поубави од внатре отколку од надвор. Така што комплетната убавина е најбитна. Лила, јас сега ти поставам малку подруги прашања затоа што ретко те гледаме во Струмица и немаме прилика за да прашаме нешто. Јас се надевам дека после ова почесто ќе ме гледате. Јас се надевам, да. Како почна Лила со телевизискиот бизнес? Како влезе Лила баш во телевизија? Јас тоа нема да го наречам бизнис, за мене телевизијата не е бизнис, за мене телевизијата, за мене зборувам така е во своје име. Телевизијата е живот, начин на живот, живеам, се будам, работам, едноставно за мене телевизијата е се. Сосема случајно се привев на една аудиција на македонската телевизија пред 20 и кусур години, беше тоа, бев многу млада, сосема случајно видов на телевизија, случајно отидов, без никого да познавам, бев на некоја, не знам, на кратко ме видоа, оставив печаток, ме поканија и после сето тоа е историја. Кој е твој во животот, во кариерата имаш поминал многу проекти? Кој е проект каде што си најмногу горда и кој што сега во моментот ја би го истакнал? Имаш многу квизови поминато, имаш да, многу навистина, проекти. види, ова ти исто како да прашаш некоја мајка која што има повеќе деца, да, кој дете го сакаш најмногу. Нели ни нема да си мајка на едно дете, така да единственото си го сакаш најмногу. Така е, види ги сакам, имам едно дете, го сакам него најмногу. Така е, зборуваме во случај за Филип, и така сме кај проектите, веќе се обидам да одвојам некого, можеби Ендигма, со која што почнав и со која што всушност станав и популарна. Првиот квиз кој што беше всушност нели пандан на оној познат квискотека. Потоа многу го сакав проектот со Мишко Барзов, Несоница, бидејќи беше исто прв од типот на ток-шоу емисиите. Исто така имаше неверојатна гледаност. И после овие два проекта можеби доаѓа и овој пред кој што сега го работам, веќе 4-та година и кој што се така покажува одлична гледаност и е многу популарен. Помеѓу луѓето носиме многу среќа, многу пари, односно сели нешто. Ова ти е единствен проект кој што го работиш по франшиза каде што нема твој авторски подпис. Авторски подпис нема, меѓутоа има голем мој печат. Има мој печат, затоа што едноставно јас сум повторно таа која што сум и му давам еден поинаков шмек на овој квиз. Така што многу работи зависат токму од мене и покрај тоа што е ова франшиза. Франшизата е само отварањето на кутиите, се друго е мое.
Претходно имаше еден обид овој проект да биде реализиран. Кажи ми една компарација помеѓу овие две проекти. Еве ќе го спомнам Игор Џамбазов, имаше еден обид на една наша национална телевизија. Сега ти еве твоето трае веќе долги години. Да, ова е веќе четврта сезона. Искрено, значи не знам што друго да кажам освен дека знам дека Игор беше фантастичен и дека во тој случај тоа не зависеше од Игор. Мислам дека тука нешто што се случи, има големи кај ни беа сумата беше многу поголема чина. И знам дека тогаш не ги отвараат пребарувачите кога отидете туку некој има некенки. Па можеби тоа нешто не помина. Меѓутоа јас не мислам дека тој проект не помина туку. Мислам дека телевизијата колку што откупила, така, откупила, завршила со таа франшиза колку што платила и претпоставувам дека тие не продолжија. Така што не знам што друго да кажам, освен дека Игор е единствен и таму беше фантастичен, како и секаде. Позади камера слушав дека многу струмичани, неколку струмичанки имаат гостувано веќе, односно се надпребарувале во се или нешто. Како печаток ти остануваат струмичаните како надпребарувачи? Што да кажам, навистина нема да бидам само љубезна, нели, и да го кажам ова чисто од култура. Меѓутоа навистина струмичанките кај мене во квизот, знам се сеќавам на Снежана, на Трајанка, чинам дека имаш уште некоја. Тоа се господи. Ги поздравувам во оваа прилика, господја Снежана и господја Трајанка, нека ми простат, мислам дека имаш уште некој. Што е она што, пошто се разликуваат, па многу се ведри, многу се интересни. Да, јас инсистирам секогаш моите надпреварувачи се зборуваат на тој нивен оригинален дијалект од градот од каде што доаѓаат. Тоа е Македонија на крајот на криштата. Јас не држам часови по книжевност и часови по македонски јазик и литература, туку едноставно тука во мојот кој сакам секој да си биде свој на своето. Многу се ведри, многу се интересни, имаат интересни ситуации, кажуваат вицеви. И да ти кажам искрено, одлични надпреварувачи се. Во психолошката војна со банкарот одлично се снаоѓаат, така што одлично. Ако еве сега погледнеме овде во ресторант имаме нели подготвени са масите, ако ти речам земја бонелата, што ќе фатиш? Бонелата чинам дека беше лажица. Не, вилушка. А лажица како викате? Лажица е лажица. Е лажица, а бонела е вилушка. Куремо знам дека е стомак, друго? Друго балтија знаеш што? Не. Балтија е секира. Секира, сега да не претерувам, јас секира не знам што е на крајот на криштата. Друго нешто кажи ми. И не знам така иде муабето, не дека не знам секира, се шегувам. Како? Жвака? Веројатно мастика за жвакање, претпоставувам. Како? Кукуратки. Кукуратки. Ево, од страна ми сугерира. Да, снимателот. Чушки френки сигурно знаеш. Чушки френки тоа знам. Тоа е веќе наш бренд. Така. Океј, ајде да ќе има во иднина наш проект каде што ќе на часови по струмички јазик. Аероплан. Веројатно е авион, до толку знам. Да. Значи, добро ми оди струмички. Да. Кажи ми, како сега се снаоѓаш, имаш еден веќе изграден тинејџер, би рекол, дома со девојки. Тинејџер, не е веќе тинејџер, 20 години има. Добро, уште е преминува од тинејџер во нешто. Така, во адолесценција. Да. Му помагаш околу девојките, ти се исповедува како на мајка? Искрено да, не сме многу блиски, немаме тајни помеѓу нас двајца, затоа што заедно растевме, заедно учевме многу работи. Негова машка солза за девојка си почувствувала да се? До сега не. Тој вага како мене и се обидува да ги контролира емоциите и е многу емотивен, меѓутоа се труди да не паѓа во, да кажам, тоа според мене се малку небулози, ако веќе отидеме до солзи, значи како велат, сигурно дека некој што ќе те доведе до солзи, сигурно дека не вреди да го сакаш или не те сака доволно. Така што солзи не сум му видела, меѓутоа да е нервозен и да фрла телефони и да кажам, ете така, да каже некоја што да направи во ситуација во која што се скарал со девојката, тоа се случило, да. И меѓутоа се е во граници на нормала, моментално е влюбен, има девојка, Кристина веќе неколку месеци и еве јас кога тргнав на кај Струмица, тие дојдоа да си гледаат филм дома, ете така. Значи веќе си запознаена со, еве, се надевам идната сна. Па тоа од него зависи. Како си ти со девојките? Како се однесуваш? Најдругарски, најнормално. Не сакам да има трема пред мене, не сакам да се опуштени, затоа што не сакам да ме доживуваат како некоја лила од телевизија, бидејќи во случајот сум јас мајката на Филип. Така што како идна свекрва сум фантастична. Се надевам. Ќе те наследи ли Филип во тоа ти што го работиш? Има ли амбиции? Апсолутно никакви, не. Во спотот на Владо Јаневски булки, претпоставам дека сте го виделе. На тоа мислев. Филип тоа го направи многу природно, сосема случајно беше поканет многу добро другар Дамјан да го глуми, нели, наводно Владо Јаневски во тој спот.
во 3 фази од неговиот живот и морам да ти кажам дека без многу, значи имаше сугестија од страна на Бане режисерот, Бане од Томато, меѓутоа многу малку сугестии. Тоа Филип го направи толку природно, толку нормално, како да речам 100 години пред камера. Тој навистина растеше пред камера заедно со мене. Вида никогаш не покажа таква амбиција, а јас си ветив себе си дека никогаш во животот нема моето дете да го терам да прави нешто што мене ќе ме направи среќна. Да го наметнуваш. Нема потреба, апсолутно. Тој сака маркетинг, зборува странски јазици, студира на туризам и маркетинг, сака да оди во Америка. Има една сосема поинаква визија во животот. Ако до сега сакал да биде водител или нешто слично, сигурно ќе до сега веќе има 20 години. Сигурно нешто ќе направеше. Никош не го терав, никогаш не го буткав, го направи тоа што го направи, добива и комплименти и толку. Значи не беше, слушај сега после ова јас треба тоа да го правам. Не. Така што Филип во однос на овие медиуми, на ова, да кажам, моја професија, дефинитивно нема да ме наследи. Меѓутоа има многу мои карактерни особини. И најбитното за мене, јас секогаш велам дека најголемиот успех за мене не е популарноста, не се проектите, не е тоа што јас сум таа или оваа, меѓутоа едноставно најголемиот успех за мене е што имам едно здраво, нормално и воспитано дете како што е Филип. Сега во моментот да ми се врати на сеќавање еден твој проект, не знам дали беше Енигма, ти ќе ме поправиш дали сум грешка, каде што се надпреваруваат Драган Вучич и Латас. И тоа беше доста контроверзно и доста тие, значи таква закачка би рекол на јавен медиум, јас не би видел. Кажи ми нешто повеќе. Па јас не знам што, не можам да се сетам, ми тикнува дека на нив двајца, значи тие се персони сами по себе откачени скроз, едни позитивни. Имаше вадење на 100 евра, на 200 евра, па ти толку заработуваш, па јас толку заработувам. Тиета и приватно. Те навраќам на времето. И приватно така се закачаат, откако ги знам, нели затоа што долго време и Вучич беше нели во нашата телевизија, двајцата се мои многу добри пријатели. Навистина ги почитувам во сте што работат и ги следам нормално. Значи нема што да ти кажам освен дека немаат проблеми пред камера да го кажат она што го мислат и приватно. А посебно кога треба да се направи забава за публика, ма немаат проблем, што сакаш ќе направиш. Така што тоа беше една од моите поуспешни емисии, во овој случај ги поздравам и двајцата и што ми останало во сеќавање после 5 години, значи навистина било интересно, ето така, интересно. да, се согласувам. Што ќе се случува каде Лило за нова година? Па, искрено ти кажам, сега оваа недела имам закажано за американска виза, така што се надевам дека ќе ја добијам и дека ќе бидам во Њујорк на 31-ви. Тоа е планот. Те фаќа ли таа новогодишна еуфорија или Искрено не. Можеби затоа што со години немаме снег, тоа се вадам од кожа, за мене зима и нова година е снег, првин тоа. Основните услови не ги исполнува времето. Дома ми е средено, накитено, се е во Божиќен и новогодишен. Значи се пак се го негуваш тоа. Го негувам. Навистина, меѓутоа морам да ти кажам дека еуфоријата одамна ме нема фатено, а ако отидам во Њујорк сигурна сум, затоа што таму нема шанси тоа да не се случи. Таков ми е планот и ако е така ќе ве поздравам од таму. Пороци, освен цигарите, други? Не, и цигарите не ми се порок, носам во ташна никош за со кафе. Не вовлекувам воопшто, онака само чисто заради дружба, така што алкохол, ако се нарекува виното, алкохол пијам само вино. Живеам еден релативно здрав живот, спијам многу. Внимавам што јадам, одам во теретана 4-5 пати неделно, така што кога ќе видиш, јас и не сум многу порочна жена, чудна работа. Вистински пример за Филип. Замисли, за Филип сум одличен пример. Па да, па и за другите, па што? А со пеењето ќе има ли нешто? Ти имаш еден период сега тали? Да, кога ставите, не камерата, туку во звучникот кај мене во купатило ќе слушнете пеење. Таму да. Значи да направиме преслушкување. Па такво нешто евентуално, не. И морам да ти кажам дека неколку од продуцентиве кои се мои пријатели приватно, како Роберт Саздов, Роберт Билбилов, од време на време кој ќе ме видат, ајде нешто да направиме. Искрено немам амбиција, немам желба. Тоа што ми беше интересно, го направив тоа. Кому му се допадна, кому не му се допадна, не му се допадна. И така треба на крајот на криштата, нели да бидат поделени мислењата. И да сметам дека човек треба да го работи она во што е најдобар. Ќе се појави ли банкарот, ќе го видиме ли некогаш? Не. Никогаш? Не. Тоа е мистерија која што ќе остане неразрешена. Можеби во најскоро време ќе го видите како силуета, ама како силуета од неговата канцеларија, тоа не е во план. Меѓутоа да го видите во живот, тоа нема се случи, баш ми е жал. Едноставно јас сум таа која што знае кој е банкарот и која што се слуша по телефон и да објаснам без да ме прашуваш. Да, телефонот вистински звони, јас вистински зборувам со банкарот на телефон. Ете така, да. Не зборам само со себе како будала.
Оке, Фила, гледам дека полека, но сигурно се полни ресторантот, така да што те очекуваат. Ти посакувам вечерот да блеснеш како ти што знаеш, во целиот свој сјај, па се гледаме во наредна прилика. Ти благодарам на поканата, ги поздравувам сите гледачи на телевизија ВИС. Секако на овие кои што тука ќе уживаат на оваа публика овде, да дојде повторно кога ќе има некоја вакво дружење, ќе има сигурно наскоро. И секако да им посакам пред се многу здравје, тоа е најбитното, значи да здравје, да се живи здравје, после тоа се помалку битно. И среќна нова 2015 година на гледачите на телевизија ВИС. Ти благодарам, па се гледаме во друга прилика. Се гледам. Јас сум Лила Филиповска и се гледаме на Некој шанк во Звездиниот град.